Проблемите во високото образование навистина се сложени и многобројни и колективниот договор се разбира нема сите проблеми да ги реши, меѓутоа е многу важна коцка нели во целата слика, во целата сложувалка. И очекуваме се разбира така како што е поставен да реши дел од тие проблеми, а за она што ќе остане нерешено да се на некој начин да се постави соодветна рамка за подолгорочно решавање и на останатите проблеми. Јас кон ова што веќе го образложи Јаким би додала, само би истакнала дека особено важен аспект при добивка од овој колективен договор е во однос на автономијата на универзитетите, затоа што за прв пат се воведува и автономијата како причина за штрајк, што значи сега ни е загарантирано правото да штрајкуваме и тогаш кога автономијата на универзитетите ќе биде загрозена, се разбира однадвор. Но од друга страна исто така е важно да се истакне дека за прв пат во 30 години независна држава професорите сами учествуваат во директни преговори со Министерството за образование и наука, нели како дел од владата, без посредство на раководните структури на универзитетите преку свој застапувани преку автентични своји тела, односно нели организации како што се синдикатите. И тоа е многу важно, бидејќи со тоа на еден автентичен начин автономијата на универзитетите исто така се отворува и јас се надевам дека во деновите што следат и во периодот што е пред нас, сите колеги од универзитетот ќе го сватат значењето токму на ова. Се разбира дека во финансиска смисла очекувањето на сите нас е платите да бидат зголемени многу повеќе, како на наставниот, така и на ненаставниот кадар. Се разбира дека и оние кои што работат на места со најнизок степен на сложеност имаат најмали плати, сите би сакале да имаат многу поголеми плати. Меѓутоа, навистина во оваа ситуација со пандемијата треба да имаме разбирање дека не може нели се да се постигне. Нашиот предлог беше да нели реалната цел се постигне во еден период од 5 години и фактички сега со овој договор ги добиваме првите 2. Очекуваме и се надеваме и ќе се залагаме многу силно да нели ако дај Боже пандемијава заврши и се подобри економската ситуација во најкраток можен рок, да она што остана нереализирано да се реализира со забрзано темпо по истекот на овие 2 години. Значи, да се наруши автономијата, например, познат пример за сите нас на нарушување на автономијата на универзитетите е законот што беше донесен нели во 2014 година, кој што беше провокација да почнат студентските протести, односно да се формира студентскиот и професорскиот пленум, кога владата на нетранспарентен начин ќе наметне донесување, например, закон за високо образование, кој што ги засега директно интересите и на студентите, и на професорите, и на сите вработени, а при тоа, значи, не е испочитувана партиципацијата на универзитетот. Тоа е нарушување на автономијата, или кога полиција ќе влезе на кампусот на универзитетот, или во таа смисла, значи се она што е според уставот за гарантирана автономија на универзитетите. Доколку виднине тоа би се случило, значи ние имаме право да штрајкуваме. Се разбира, постојат многу начини креативни, нели, како автономијата на универзитетот да се подкопа.